Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. U ime na Otca i Sina i Svetijeg Duha. Amin. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, по благослов и по љубовта Божја и братската љубов на вашиот чудесен, прекрасен пастир и духовен отец, отецот Димитрije, го примив послушанието да ви се обратам со неколку одбрани зборови. Признавам дека ми е претешко тоа. Да го направам под сводовите на овој прекрасен богородичен храм, во кој што како дете сум растел заедно со сите вас. Вие знаете дека мојот важен упокоен родител беше парохиски свештеник во ова свештено село. Се уште во носот го носам мирисот на мајните Питари и Проспови. Особено во денот на селската слава, успение на Пресвета Богородица. И така и јас овде заедно со вас сум растал. Сум се воспитувал да го сакам Христа Господа и Богородица Мајка. По молитвите на мојот покоен татко и мојата покојна мајка и по љубовта на сите вас, особено на мојот драг отец и сослужител Димитрije. Ние станавме дел од ова село, жители на ова благословено од Бога место, на живење и на славење на троедниот Бог. Најмили мои, моето доаѓање од Калишта во Драслајца е патот што треба да се изводи, а го обзема со себе си и во себе си севкупниот живот на денеславената мајка, семајка на сите, мајката на нашиот Бог и Спасител, Исус Христос. Зашто во Калишта се слави раѓањето на Пресветата Мајка, а во Драслајца нејзиното успение, а тоа е тој пат што самата таа историски го поминава. Живеејќи во Ерусалим, Назарет, Витлеем, сите места, свети, пресвети, најсвети, без кој што е незамислива нашата православна христијанска вера. Во нејзиниот живот негуваат уште други географски простори, на кои што таа стигна и ги освети со своите свети
нозе и се вкупноцниот свој богочовечки по благодат хабитус. Но денеска, браќа и сестри, го славиме незиното рождество. За незиното рождество се напишани неброени теолошки студии и расправи. Иако во самото Свето писмо имамо само некакви воведни кажувања за неја. И неможно е за неја да се каже се што треба да се каже. Мал би бил светот да ги собере книгите напишани. За личноста на нашата Спасител, бидејќи таа ни го роди Христос, нашиот Спасител. Творец, животодавец, лекар и лек и Спасител на нашите тела и души. Таа, во таа смисла, е вратата низ која што треба да се помене за да се влезе во вечниот и несмртен живот, во светиот и небесен град, горниот град Ерусалим, чии домакин и градоначалник е самиот Христос. Денеска, размислувајќи за раѓањето на Богородица Мајка, дојдов до една претешка за разбирање фраза. Фразата царско свештенство. Царското свештенство го сочинуваат сите луѓе, без оглед на нивниот духовен и социјален статус, полова или расна припадност. Сите членови на Светата Црква Божја се повикани да станат царско свештенство. Од каде и како доаѓа тој поим, како треба да го разбереме, тој претежок за разбирање поим. Затоа треба да почнеме баш од самите почетоци на житието на денес славената Богомајка, вечната Диева Марија. А тоа значи дека треба да тргнеме од незините родители, Јоаким и Ана, за кои што знаеме дека живееле чесен брак и во ретко видена љубов и взаемна почит и хармонија. Но немале дечиња, поради што од луѓето, од стариот избран народ Божи, стариот Израел, биле прекорени и презрени. И цел еден живот го живееле под товарот на тој прекор, под прекорот за нивната бездетност. И наполниле длабока старост. И во тие години, кога природата на човекот по природа, судејќи според природните, биолошки и физиолошки законитости на незиното функционирање, станува стерилна и бесплодна, ја добиле шокантната вест дека на тие години ќе родат. И таа вест била збунувачка. Просто-напросто неприфатлива во часот кога ја слушнал.
бидејќи според логиката на умот човечки, тоа било потполно неможно. Зборовите на светиот Архангел Гавриил се исполнува. И во утробата на света и праведна Ана се зачна нов живот. Животот што света и праведна Ана го носеше, беше овенчан и ограден од две значајни димензии. Бидејќи татко и Јоаким потекнуваше од коленото Давидово, тој и припаѓаше на царската лоза на стариот Израил. А неговата мајка Ана пак потекнуваше од Аарона, родениот брат на светиот пророк Мојсей, кој што беше свештеник. Значи, царската и свештеничката лоза на старозаветниот избран народ доживеа синтеза во личноста на малечката Марија, уште во утробата на незината мајка. И тие две димензии потоа му ги предаде таа истата Марија, од Бога избрана во незината утроба да се зачне и да се роди нашиот Спасител. И царската и свештеничката димензија од природата на човекот му ги пренесувајќи му го телото и крвта и се што на човекот му припаѓа. Така Бог го прими нашето тело, нашата крв. Така тој стана човек. И сето тоа и тој начин на богооткривање Господ го избра, за да не го доведе, да не ја доведе во прашање нашата човечка екзистенција, да ни се открие целиот себе си, без да го загрози нашиот живот и нашето постоење. Се случи истото што му се случи на светиот пророк Мојсей на гората Синајска. Кој си ти, му вели Мојсей на Јахве, да те видам. Ке слезам долу среде мојот народ, ке ме прашаат, кој си ти, што да им кажа. И Христос, Јахве им го кажува своето име. Јахве, онај кој што е. Ако ти се откријам целиот себе си по природа, ќе умриш во истиот тој час, бидејќи твоите онтолошки и персонолошки капацитети се недоволни, премалечки, за да го соберат се она што природата на Бога го содржи. Во сета своја безпочетност и бескрајност. Но Јахве не пропушти да му се открие на Мојсеја со својот глас и со на светлосната светлина во која што се облече, за да му се открие на Мојсеја и во исто време зад неа да се скрие онаков каков што е, чувајќи го дарот на животот, што од Бога на Мојсеја и на секој друг човек му доаѓа. Така Бог и сега, онаков каков што е, се сокрива зад природата на човекот, која што ја прима од Богородица Мајка, но тоа што треба да се знае
е следново. Бог ја прима Логосот Божи, втората ипостас Божија, Словото Божие. Ја прима природата на човекот, но природата на човекот целосно ослободена од тоа што не и припаѓа на таа природа, од тоа што би го нарекле натрапни, тоа што ја напаѓа со намера да го загрози нејзиното постоење. Тоа е гревот и тоа е смртта. Ниту гревот ни е соприроден, ниту смртта ни е соприродна. И двата поими при самото нивно спомнување во нас будат отпор кон нив. Како што вирусот на грипот не го чувствуваме како свој, туку како нешто што однадвор не нападнало, како нешто што не ни припаѓа по природа, како нешто што предизвикува непотребни, но големи страданија на севкупната наша природа и личност. Па час поскоро сакаме да се ослободиме од тоа што не ни е по природа. Вирусот на гревот и вирусот на смртта се токму тоа. Секој друг вирус и секоја друга бактерија која што смртоноси не приведува кон биолошката и не дај Боже кон онтолошката смрт и исчезнување на човечката личност и природа. И така, најмили мои, гледајте колкава е големината на денешниот празник. Колко е голема нашата семајка. Мајката на Христос е наша мајка, мајка на сите. Личноста на Богомајката е личност со која што секоја наша жена треба да се измерува, да се споредува и да и последува, да посакува да биде како Богородица, а не како холивудските звезди, кои што се заразни, бидејќи носат смртоносни вируси во себе, создавајќи една естетика која е силно привлечна, како јаболкото, како плодот од забранетото дрво во рај. Убаво за гледање, а за таа убавина вирусот на смртта. Во часот кога Адам и Ева загризаа од тој плод, вирусот на смртта го внесаа во природата на човекот за кој што таа не знаеше. Че Христос Бог, човекот во Богочовекот Христос, е човекот според кој што е создаден Адам, нашиот прататко, а не Христос според Адам. И мерата на тој Христос, кој што не знае за греф и за смрт, е мерата што треба ние, неговите деца, да ја постигне. Со помош Божја и по молитвите на нашата семајка, Богородица, најблиската наша сотрудничка и молителка пред Господа за нашето спасение и за спасението на светот во кој што живее. Во таа смисла, нашата одговорност за светот во кој што живееме е огромна, браќа и сестри. И можам слободно да ви кажам дека ни нема спасение без спасението на светот во кој што живееме, а неговото спасение зависи од спасението на човекот. Бог светот го ставил во рацете човечки и од рацете човечки ќе го побара светот спасен од смртта, разубавен и умножен, онаков како што на самиот почеток Бог го создал
заради нас, луѓето, а не нас, луѓето, заради светот во кој што живееме. Нека ни е честит и благословен денешниот празник, браќи и сестри, да ја умножи љубовта наша братска и сестринска, да завладе хармонијата во меѓучовечките односи, одговорноста за која што предмалку зборував на човекот спрема светот во кој што живее. Господ да не умножи, да ја умножи Светата Црква Божја и да ја умножи секоја добродетел која што е резултат на вистинскиот живот што човекот го живее, живеејќи во Христа и според Христа Господа. Зашто нашиот вистински живот е благодатта Божја. Ке кажете благодат Божја или живот, исто сте кажале. Животот гасне тогаш кога благодатта Божја се намалува. И расте и станува несмртен и недопирлив за смртта тогаш кога благодатта Божја, енергиите Божи и сили ќе ја исполнат и ќе ја преисполнат нашата човечка природа, нашите, да ги нарекол, онтолошки амбари или силоси. Амин. Амин. На многаја и благаја лета.